Ова е фамозното табло со 11 средношколци и 22 професори од средното училиште Свети Наум Охридски во Македонски Брод, кое што предизвика лавина реакции во јавноста за масовното иселување од помалите места. Директорот Стојковски сега истото го чува во својата канцеларија над зидот позади неговото биро, како потсетник за тоа дека ќе се трудат во иднина ова да биде последното табло со толку малку ученици на него, но вели и затоа што е горд на сите нив. Можем да нагласам за тоа табло, го чуваме тука заради тоа што прво не се срамиме ни од ова табло, туку напротив сме горди со нашите ученици, без разлика колку е нивниот број. Во координација со општината, бизнис секторот и зголемените контакти со наставниците, родителите и учениците од 9 одделение. За разлика од пред 4 години, сега бројката од 11 ја зголемили на 43 ученици. Според Стојковски, бројот на ученици се намалувал поради бесплатниот престој во интернатите кои што го добивале учениците ако заминат во поголемите градови, а тие ученици па кои што останувале во малите места не добивале никаква поддршка. Бара државата да ја смени оваа политика. Во исти сооднос на учениците како што му дава бесплатни интернати, например во Кичево или во Прилеп или во Битола, зашто во исти сооднос на учениците што остануваат во Македонски Брод не му дава, например, некоја стипендија. Мора дали сите средношколци барем да бидат исти, така? И од општината преземаат интензивни чекори за мотивација на учениците да останат тука и да не го напуштат Македонски Брод. По 5000 денари се исплаќаат за секој ученик еднократен надомест кој е запишан во прва година, за наредна учебна година, за секој ученик кој е со одличен успех, околу 3000 денари и 3000 денари за ученици кои освоиле на некој меѓународен надпревар или државен надпревар, прва или втора или трета награда. Од општината се надеваат дека вакви стимулативни мерки ќе преземе и државата, за да се стопира заминувањето на учениците од помалите средини.